Денеска ќе одиме на едно заедничко патување. Слушајте внимателно. Рут беше млада жена која живееше близу до земјата што Бог му ја даде на својот народ. Рут беше среќна кога некој од Божиот народ се преселија во незината земја. Едно 4-члено семејство се пресели во незината земја кога нивното жито не даде плод. Рут беше среќна бидејќи едно младо момче од тоа семејство стана нејзин маж. Но исто така се случи и многу тажни работи. Таткото на 4-членото семејство почина. Потоа мажот на Рут почина. Братот на нејзиниот маж исто така почина. Така единствената што остана жива од 4-членото семејство беше мајката. Нејзиното име беше Ноемина. Ноемина беше далеку од својот дом. Таа слушна дека во нејзината земја житото повторно расте. Така таа реши да се врати во својот дом во Витлеем. Двете млади жени што беа мажени за нејзините синови сакаа да одат со неа. Една од овие две млади жени беше Рут, а другата се викаше Орфа. Ноемина мислеше дека е најдобро за двете млади жени да останат во својата земја. Орфа се согласи дека Ноемина е во право. Така таа ја бакна Ноемина и се збогува со неа. Тогаш Рут требаше да направи важен избор. Можеше да оди во земјата на Божиот народ со Ноемина, или можеше да живее со Ноемина и да го сака Бог исто како што и Ноемина го сакаше. Или можеше да ја остави Ноемина и да се врати дома. Можеше да се врати во својата земја и да го заборави Бог. Еве што и рече Рут или Рута на Ноемина. Каде што ќе одиш ти, таму ќе одам и јас. Твојот народ ќе биде мој народ. Твојот Бог ќе биде мој Бог. Ноемина беше многу среќна што нема да мора сама да се врати дома. Кога стигнаа во Витлеем, беа многу уморни и гладни. Еден добар фармер по име Воз оставаше помалку жито во полето. Луѓето на кои им требаше храна можеа да го соберат житото. Рута зеде малку од житото и направи леп за Ноемина. Воз забележа колку љубезна беше Рута спрема Ноемина. Тој беше сигурен дека Рута ја сакаше како собствената мајка. Воз се погрижи за Рута и Ноемина да имаат доволно храна. Секој ден Воз гледаше колку многу Рут ја сакаше Ноемина. Воз знаеше дека токму таква жена сакаше. Така тој ја повара Рута за жена. Колку беше среќна Ноемина. Така таа знаеше дека Рута ќе остане во земјата на Божиот народ. А и таа исто така ќе биде среќна. Не поминаа многу години, а на Рута и на Воз им се роди машко бебе. Бебето Овид, така го крстиле. Беше првото внуче на Ноемина. Ноемина беше многу среќна баба. Воз беше многу среќен татко, Рута беше многу среќна мајка, Овид беше многу среќно бебе. Сите биле среќни. И Бог беше среќен. Тој беше задоволен што Рут беше толку добра спрема семејството што тој и го даде. Сега да ве прашам нешто, дали внимателно слушавте. На кој начин Рута покажала дека ја сака Ноемина? Значи беа двете во земјата на Рута, Ноемина беше дојдена и сега тие решија заедно да се вратат назад каде што има жито. Дали Рута направи правилен или погрешен избор? Правилен. Така. А зошто направи правилен избор? Оти можеше да го запознае подобро Бог и да биде со незината свекрва. И кои беа
луѓето во новото семејство на Рут. После Рут, после некое време, после тоа лето собирајќи храна, собирајќи го житото, што направи Рут? Која зема за жена? Воз, така. И им се роди едно машко бебе. Како го крстија? Овид. Браво. Браво, деца.